дека македонскиот народ е без корење. Ова долу што го снимавме сега пред малку во темелите на оваа црква, во каменот, во самиот камен е изрезбано 16 зрачното сонце. Значи никои власти, никој не ги натерал тие луѓе да го изрезбаат ова. Ова е направено доброволно, затоа што уште тогаш верувам дека тие луѓе се чувствувале македонци, тие луѓе го чувствувале сонцето од Кутлеш како македонско, иако старо со неколку илјади години, и еве сепак е врежано и овде во оваа црква како доказ на постоењето на македонската историја, како доказ на постоењето на македонскиот народ. Ова што се обидуваат сега да го прават, навистина е една гнасна дискриминација, не само од големите европски сили, не само што се прекршуваат најосновните човекови права на македонскиот народ, кои се загарантирани со тие институции како што се Обединетите нации и Хелсиншките повелби и така натаму. Историјата на македонскиот народ е еден сведок голем, кој е како камен, кој не може да се помести, еден сведок кој ја гарантира иднината на македонскиот народ, иако се прават овие денови, повторно ќе кажам, силни обиди да го снема македонскиот народ од групата на народи во светот, да се избриши името на Македонија, да се стави една придавка, една додавка или да се стави одредница Северна Македонија, како што кажуваат браќата наши тука од Пиринска Македонија, ние имаме само Македонија. На Македонија не и треба никаква додавка да правиме разлика, затоа што од нашето гостување во Пиринска Македонија ние видовме од поселата и градовите дека луѓето се етнички чисти македонци, така се кажуваат. Ние не ги натеравме со сила да кажат дека се македонци, туку тие велат дека се етнички македонци и дека не сакаат и дека по затворите лежеле, како што е Стојан, по затворите лежеле само за Македонија. На Зоран Заев му испраќаме уште една порака од Пиринска Македонија да се откажи од тој така наречен добрососедски договор со Бугарија, со член 8, каде што се бриши токму историјата на македонскиот народ, се бриши ова сонце, се бриши тоа таму горе на таванот, се бришат овие сите податоци кои ги имаме овде, историски податоци кои говорат за постоење и живеење на македонски народ на овие простори кои се надвор сега од Република Македонија или целокупна Македонија. Но сепак историјата оставила докази, а кога велам историјата оставила докази, тоа значи дека македонскиот народ, етничкиот македонски народ, каде што живеел на просторите на целокупна Македонија, ги оставил тие докази, свесно или несвесно, веќе ги има, вградени се во историјата и не можат тоа да го демантираат, не можат да кажат, а уште повеќе сакам да порачам дека никој нема монопол, односно, особено Грција нема никаков монопол и право на сонцето од Кутлеш на Филип и Александар Македонски. Ако некој има право на тоа, имаат македонците, затоа што на сите места го забележуваме сонцето од Кутлеш, од старите времења, од пред Исус Христос. Значи, нашиот корен не е, како што велат од 7 век дошле словените, па се населиле тука, значи и биле македонците од памти век. Од неколку... Коминтерна што викат. И тие коминтерната не го нашле ова сонце да го уништат, инаку би било уништено. Колку години е тъпкано тука, гледај, останало сведок за нас. Да, ова е еден добар сведок за нашата историја и уште еден повик до моите колеги историчари во Република Македонија, па и во Бугарија, и бугарските историчари можат да дојдат да ги проверат овие историски податоци, овие историски сведоци, сведоштва на македонскиот народ кои зад себе оставиле богата историја и докази за посебен идентитет, посебна култура, традиции, обичаи. Ние ниту сме грци, ние ниту сме бугари, ние ниту сме срби, ниту сме албанци. Со ова што е наше е и не прави само македонци. И јас на Собору
1990 година, по случай 70 години от смъртта на Јане Сандански, така велих. На Македонија не требат кумови ни од Софија, ни од Белград, ни од Атина. Ние знаеме кои сме, знаеме нашия македонски идентитет и ќе продолжим да се борим за нашите права како македонци. Што е тоа?